и Европска унија и USAID не дозволуваат баш да се злоупотребуваат нивните пари, кој има било каква индикација, тоа темелно се претресува. Мислам, се претресува секако за сите пари дадени. Ние правиме ревизија на секој проект добиен од странски донатор, односно тоа е задолжително. Ама баш као тоа се прават супер ревизии кога тие ќе решат и тие ќе определат кој да не провери дали се парите потрошени како што треба, така и во овој случај, значи покрај тоа што има наша истрага внатрешна и од обвинителство и слично, ќе има и од ОЛАФ, односно Европската агенција за третирање на случаи на злоупотреба на европски фондови и нивната ќе биде конечна, дури и да не се најде ништо ако кај нас, ако ОЛАФ смета дека тие пари не се злоупотребени, државата ќе треба да плати пенали, односно да ги надомести корисниците или да врати пари на Европската унија, како што се случи, мислам, со Националната агенција за Еразмус програмата пред некоја година. Не би требало крајните корисници на крај да се оштетени, бидејќи ако тие си ги спочитувале и правеле како што треба, ќе се идентификуваат случаите кај што има злоупотреба и таму очигледно ќе има и кривични пријави и слично, меѓутоа другите би требало да ги добијат средствата кои ги имаат по договорот, ако си направиле се како што треба. Може да имаат штета од застојот, бидејќи се тие ИПАР функционира на чуден начин, да мора се да платиш однапред, сам, и пола пари да се секако твои, а ИПАР само половина ги надоместува, од кога се ќе направиш. И се има случаи кај што сите луѓето си ги завршиле работите, се задолжиле да платат сето тоа и сега ќе треба да чекаат година две дур се расчисти ова за да ги добијат своите 50% од ИПАР донацијата.